Добар ден, почитувани, ова е стартот на најновата Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Непријатното искуство со ненадејното губење на свеста, барем еднаш во животот го има искусено секое 10-то лице. Кои причини доведуваат до губење на свеста, уште познато како синкопа. Доколку почувствуваме дека ќе загубиме свест, што треба да преземеме? Можеме ли да ја спречиме синкопата? На овие и многу други прашања одговор ќе побараме од професор доктор Милка Клинчева, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија во клиничката болница Жан Митрев. Ќе погледнеме блок реклами, а веднаш потоа ќе разјасниме многу работи поврзани со синкопата. Останете на Телма. За ненадејното губење на свеста, поточно за синкопата, денеска разговараме со професор доктор Милка Клинчева, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија во клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Губење на свест, паѓање во несвест, на различни начини луѓето знаат да го опишат тоа што им се случува. Кога станува збор за синкопа, колку време трае губењето на свест? Дали е тоа краткотрајно, долготрајно? Лицето ќе се врати ли во нормала само од себе или му е потребна помош? Да, кога станува збор за синкопа, се мисли на краткотрајно губење на свеста, која нагло почнува и за 6 до 8 секунди завршува. При тоа имаме комплетно враќање на целокупната психичка, физичка состојба. Кога се мисли на синкопа, се мисли на намалување на крвниот притисок и поточно церебрална хипоперфузија. Тоа значи има помалку достава на крв во мозокот. И тоа може да биде од различни причини. Основниот патофизиолошки механизам поради кој што настанува синкопата е церебрална хипоперфузија. Таа може да биде како резултат на намален крвен притисок. Кога имаме намалување на крвниот притисок, да речеме 50-60 мм живин столб, систолен крвен притисок, тоа одговара на некој 30-40 мм живин столб церебрален во мозокот притисок. И тоа веќе доведува до губиток на свест. И тоа е основниот патофизиолошки механизам. Сега кога лицето ќе падне во хоризонтала, дали притисокот само од себе се регулира во тие моменти? Да, потребно е време, нели, за да се врати. Меѓутоа, она што очевидците треба да го направат е да ги подигнат нозете, за да крвта од нозете отиде во мозокот и што е битно, да дојде крв во мозокот. Јас сум присуствувала на многу случувања кај луѓе кои што, да речеме, подолго време стојат и потоа го паѓаат, губат свест и доаѓаат сите да помогнат и да ги дигнат. Не. Оставете ги да лежат, да се врати, да дојде крвта во мозокот. Да им ги подигнеме нозете секогаш? Да се подигнат нозете и тогаш, кога ќе се освестат, дури тогаш може да станат. Додека во несвесна состојба, во безсознание, треба да бидат легнати. Докторке, понекогаш ќе почувствуваме како да ни паднал мрак пред очи, па една блага вртоглавица. Знаеме да почувствуваме како да ќе ја загубиме свеста. Синкопа ли е тоа? Тоа е пресинкопа. Тоа е продромален синдром. Може и не мора да помине во синкопа. Така да оние чувства на како вртоглавица, светки во главата, чувство дека чувство дека ќе се изгуби свест, тоа е таа пресинкопа која што е од бениген карактер. Некогаш тие пациентите си ги знаат, бидејќи синкопите знаат да се повторуваат и тогаш веќе седнуваат и превземаат превентивни мерки за да не дојде до синкопа. Меѓутоа, многу често пресинкопата не поминува во синкопа. Значи, не треба да се плашиме кога го почувствуваме сето тоа дека сигурно
не мора еден да ден ќе ни значи. се слоши и ќе Најверојатно паднеме нема да. во безсознание. Најверојатно не. Сега може да биде зависно нели од типот на синкопа, да може да биде на некоја невролошки случување, сепак може да помине во синкоп. Или ако има палпитации, чувство на срцебиење, тоа навистина може да помине на крај во аритми. И обично кога има такви некои палпитации, тоа е продромално за аритми. А ако има светки во главата, чувство дека ќе се изгуби, тоа е веќе од друга причина синкопа. Колку често лицата што еднаш доживеале синкопа, им се повторува проблемот? Се зависи која е причината. Ако причините се ортостатска, вазовагална синкопа, тогаш да може често да се повторува. Меѓутоа, ако е кардиолошка, треба да видиме која е причина и тие се повторуваат. Најчесто синкопите се повторуваат често. Сега се зависи од етиологијата, дали ќе тоа биде еднаш неделно или еднаш годишно, или пак може да биде во ситуација. При подолго стоење. Така, ќе ги разгледаме сега сите ситуации една по една, редоследно. Доколку се случи кај некој маж за време на мокрење, во стоечка позиција, за каква синкопа станува збор, бидејќи кога истражував, тој пример често е наведуван. Мажи што се насвестуваат додека уринираат во стоечка позиција. Да, тоа се тие вазовагални синкопи, кои што се јавуваат при различни ситуации. Може поради позицијата, нели, во стоечка позиција имаме губење на течност и како што се губи течност, после тоа може да се намали волуменот на крвното кориво, крвното корито и да дојде до хипоперфузија во мозокот и губиток на свест. Може да биде и после дефекација. Значи после празнење на дебелото црево. Празнење на дебелото црево. Може да биде после вежбање, после кивање, кашлање, интензивно смеење, потоа дување на дувачки инструменти, свирење на дувачки инструмент. Тоа може да биде исто така. Тоа се така наречени ситуациони синкопи кои спаѓаат во групата на вазовагални синкопи и една од честите причини за краткотраен губиток на свест. Истата причина е што некој може да се однесвести кога надвор е топло, да речеме, кога стои на сонце. Да, при долго стоење доаѓа до при топло време доаѓа до ширење на крвните садови, на собирање на при стоење се насобира крвта во венскиот систем, во нозете и тоа значи дека имаме редистрибуција на крвта. Помалку има во мозокот, повеќе крв има во нозете и тоа може да доведе до губиток на свест. Многу е важно тука да се спомене и емоционалната синкопа. Спаѓа исто така во групата на вазовагални при страв, при болка. Луѓе кога им се зема крв, се плашат од крв гледање, од игла гледање и тогаш колабираат и губат свест. Затоа ние имаме за тоа превентивни мерки. Обично во тие случаи ги легнуваме или креветчињата се подесуваат така да биде во полуседната состојба. Сите луѓе кои што имаат страв од овие маневри, би било добро пред боцкањето да кажат, за да можеме да спречиме уште еден колапс. Уште еден колапс, така. А зошто во бременоста, на почетокот на самата бременост, некои жени понекогаш губат свест? Па тоа е повторно тие пореметувања на автономен нервен систем, не соодветна реакција на симпатичниот нервен систем. Тука имаме зголемена потреба од волумен, нели сепак телото работи за два организма. Поголем, повеќе повраќања, со повраќањето исто така се губи волумен. Значи, секој губиток на волумен, дали тоа ќе биде хеморагичен шок, дали ќе биде тоа повраќање, потење. Прекумерно потење може да доведе до исто синкопа. така, и тоа може да доведе до синкопа. Значи, сите тие кои што додатно го оптеретуваат организмот, а при тоа немаме доволен внес на течност, може да доведе до дехидратација, и тоа е повторно поврзано со намалување на крвниот волумен, церебрална хипоперфузија и губење на свест. Најдов дека хипервентилацијата може да биде исто така причина. Да. А хипервентилација се јавува при стрес? Стрес, панични атаки, тогаш имаме хипервентилација и
Забрзано ние ги дишење? викаме тоа да забрзано дишење, респираторна алкалоза се развива со хипокалцемија и да може да дојде исто така до резултат на страв, паника, губиток на свест. Тоа се така наречени психогени. Во основа синкопата се дели на травматска и нетравматска. Ние тоа што денес го разговараме е за нетравматската. Нетравматската у принцип се дели на 4 групи на синкопа. Едната е класичната синкопа за која разговаравме до сега. И тука спаѓа вазовагална, ортостатска хипотензија и кардиолошка синкопа. Втората група е невролошката група. Тоа значи се грчеви, тонични, клонични, тонично-клонични грчеви. Значи има тремор на на целото тело. И третата група е психогена. Тоа се веќе психогени грчеви. И тука треба многу некогаш тешко да се разграничи дали е тоа од психолошка синкопа или станува збор за некој друг тип. И четвртата група се поредки причини од типот на субклавијастил синдром, вертебрална артерија. Тоа се све всушност каде што имаме пренасочување на крвта од мозокот во рацете. И тоа е веќе феномен на крадење, стил феномен. И тоа исто доведува до појава на губиток на свест. Професорке, некои лица со дијабетес имаат проблем со губење на свеста. Што се работи кај нив? Кога менуваат положба од лежачка, седечка во исправена положба? Да, тука имаме две можности. Една да е хипогликемија. Хипогликемијата може да доведе до препотување, обилно препотување и губиток на свест. Може и хипергликемиска кома да биде, ама тоа е веќе нешто друго. Тоа веќе не спаѓа во Да, тоа е посериозна работа и пореметување на автономниот нервен систем. Тука имаме малку дисбаланс симпатикус-парасимпатикус, односно дијабетичарите они не осеќаат болка. Тука имаме оштетување на автономниот нервен систем. И се поосетливи, промена на време, топло-ладно. А доколку сме анемични? Каква синкопа е тогаш тоа? Исто, тоа ќе биде во тие кардиолошките симптоми. Повторно е тоа од анемија. И треба да видиме кој е, дали таа анемија предизвикана од крварење. Ме разбирате, може да биде самото крварење од било која причина да би доведе до појава на губиток на свест. Значи треба убаво испитување, да нема никој внатрешно крварење. Најчесто во каде се наоѓаат тие крварења? Менструални крварења ли се? Ако е обилно, да, ако е обилно може, ако е обилно, некоја може да биде. Инаку може најчесто се внатрешни или гастроинтестинален тракт, значи крварење од улкус на желудник, например, дуоденум, ректорагија, крварење од дебелото црево, после некакви манипулации, трауми. Значи, пациентите кога доживуваат синкопа, нормално дека се исплашени и доаѓаат на лекар. Потоа наша е задачата да видиме дали за кој тип на синкопа се работи. Дали се работи за кардиолошка или вазовагална или невролошка. Како проценувате? Значи, тоа е малку потребни се повеќе испитувања. Она што прво го правиме, испитуваме кардиолошкиот дел, затоа што кардиолошките синкопи имаат поголем ризик за полоша прогноза. Бидејќи во основата на кардиолошките може да бидат бројни сериозни заболувања. Ќе почнеме со аритмиите. Значи може да биде синус брадикардија, сик синус синдром, може да биде АВ блок од 2-3 степен, може да биде суправентрикуларна тахикардија, вентрикуларна тахикардија. Значи тоа се многу сериозни животозагрозувачки состојби кои што треба да се третираат. Пациентот треба да биде хоспитализиран, доиследен и потоа истретиран соодветно на дијагнозата. Потоа, значи прво што правиме е ЕКГ. Тоа е првата работа за да потврдиме некаква дијагноза. Меѓутоа, нормално ЕКГ не значи дека исклучуваме некаков проблем. Мора да се направи ехо на срце. Ехокардиографски, значи треба да видиме дали имаме аортна стеноза, дали има дисекција на аортната валвула, дали има хипертрофична кардиомиопатија,
пулмонална емболија, пулмонална хипертензија, потоа каротидна болест. На овие крвни садови што носат крвта од мозокот нагоре. Така да постојат многу заболувања на срцето кои што може да доведат до синкопа. Доколку имаме аортна стеноза или хипертрофична кардиомиопатија и имаме синкопа, тоа е многу сериозна состојба која бара понатаму испитување. Само да ги поканиме гледачите, докторке, да се вклучат во денешната Телма амбуланта. Почитувани од овој момент, емисијата ќе биде контактна, ќе биде испишан телефонскиот број на екранот, на кој што ќе можете да побарате, да поставите прашање, на кое што одговор ќе добиете од професор доктор Милка Клинчева, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија во клиничката болница Жан Митрев. Значи, најнапред започнувате со кардиолошки исследувања, да проверите дали има некаков проблем со срцето. Доколку не најдете? Доколку не најдеме, тогаш пациентот се упатува на невролог и понатаму потребно е да се направи ЕЕГ. Секогаш во такви случаи правиме и компјутер на глава врат, затоа што треба тука да се исклучи мозочно крварење. И тоа може да биде причина за губиток на свест. Така да, губитокот на свест е сериозна состојба која што мора да се доиспита. Меѓутоа, прво го исклучуваме кардиолошките, правиме компјутер на мозок и доколку исклучиме крварење или акутен мозочен удар, тогаш понатаму го препраќаме пациентот на невролог. Она што треба тука да се испита, значи покрај на 12 канално ЕКГ во моментот на преглед, ехо на срце, потребно е да се доплер на каротиди се разбира, потребно е да се направи 24 часовен ЕКГ холтер. Некојаш е потребен и холтер за притисок. Тоа е 24 часовно мерење на правење на ЕКГ. Пациентот доаѓа, го ставаме ЕКГ апаратчето, го носи 24 часа и во моментите кога чувствува симптоми или ако се случи синкопа, тоа би било баш во случајот на диагностика добро, тогаш го запишува времето за да ние можеме да ги споредиме симптомите со моменталната состојба на ЕКГ-то. Тука откриваме и можеме да откриеме, ви реков, многу различни аритмолошки проблеми од типот на брадикарди, тахикарди, некогаш наоѓаме и цели паузи долги. Тоа се, значи, различни ситуации можат да се случат. Она што е битно за е доколку не откриеме, а повторно се повторува. Пациентот има палпитации. Тогаш се оди на 40 часовен ЕКГ холтер, тоа значи подолго време носење на холтерот и има едно подкожно ставање на едно луп рекордер, се вика, implantable луп рекордер, каде што го ставаме под кожа, тоа е релативно лесна интервенција, тоа апаратче стои 3 години и постојано снима што се случува со срцето на пациентот. Пациентот доаѓа повремено на контрола, каде што се прочита апаратчето. Или пак доколку се случи синкопа, го гледаме периодот на синкопа и што се случило со срцето. И тоа е многу поверодостојна метода. Всушност, 24 часовен ЕКГ холтер, знаете, има голема шанса и да не ја фатиме реалната состојба, или ние викаме по законот на Марфи, тогаш кога баш треба, тогаш го нема да се појави. Меѓутоа, ова луп рекордерот не е пак нешто сосема побезбедно, затоа што следи во тек на 3 години. Има уште една можност, а тоа е да ако се појави тахикардија, некако чувство дека она продромално чувство, дека не му е добро на пациентот, веднаш да дојде, за да можеме евентуално да имаме среќа да го фатиме на ЕКГ. Имаме двајца гледачи што очекува да се вклучат во денешната Телма амбуланта. Добар ден за првиот од нив. Да го слушнеме прашањето на првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Ве слушаме во програма, вие сте, повелете. Кој е? Јас сум? Да, ве слушаме, вие сте во програма. Добар ден. Добар ден. Докторката да ја прашам. Така. Нечни син ми од работа си дојде.
целиот испотен, истоштен и бил во веце и цела топка сега изгледа од чмаро, крв му протекло сето. И ни на лекар појде, ни ништо. Аха, значи не бил ни на лекар и вие сте сега многу загрижена всушност за што се работи и барате консултација. Во ред, ви благодарам за вклучувањето во програма. Вака телефонски можете ли да кажете за што се работи? Сега не можам точно да кажам, меѓутоа од прилика колку што е сватив гледачката, се работи за крварење од чмарот. И сега треба да видиме доколку е светло-црвена крв, тоа значи дека е од околината. Свежо некое блиско крварење. На хемороиди се најчеста причина. Меѓутоа, сепак треба да се отиде на лекар и да се тоа доиспита. Доколку е темно црвена крв, тоа значи дека од повисоките делови на цревото и тука веќе треба посериозен пристап. Тука можни се многу причини. Ќе треба да се направи колоноскопија. Во секој случај при ваква дијагноза треба да се обрати на гастроентеролог. Може да дојде кај нас или на друго место, на абдоминален хирург, да се види дали нема хемороиди и дали се тие хемороиди крваречки. После дефекација особено, лута, зачинета храна, може да се јави крварење од хемороиди. Не велам дека е тоа, меѓутоа доколку е пациентот добар, претпоставувам дека не е нешто многу сериозно, но сепак треба да се отиде на специјалист. Ова не е состојба што треба да остане неиспитана. Да, апсолутно. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Во денешната Телма амбуланта. Дали го имаме гледачот? Уште една можност за него. Не, се исклучил во ред. Одиме понатаму, докторке, доколку се утврди дека аритмијата е причина за синкопата. Што се презема? Дали со лекови ќе може да се среди проблемот или ќе мора да се направи некаков зафат? Вака, под аритмија се смета и бавен и брз пулс. Значи, ние треба прво да видиме за кој тип на аритмија станува збор. Доколку се работи за бавен пулс, дали е тоа сиксинус синдром, дали е атријално-вентрикуларен блок од втор степен, трет степен, тогаш треба да се постави пейсмейкер. Значи, штом имаме губиток на свест, имаме брадикардија, имаме блок во срцето, мора пейсмейкер. Пейсмейкерот ќе ги спречи поднатамошните синкопи, односно несвестување? Да, затоа што видите, тоа може да помине понатаму во долготрајно да биде, да не биде синкопа, туку да биде многу посериозно. И тоа е веќе животозагрозувачка состојба. Синкопата е само она што не предупредува, знакот на предупредување. Така да тука треба да се доиспита и соодветно да се третира, а во овој случај соодветен третман е пейсмейкерот. Следно, ако имаме тахикардија, ако е суправентрикуларна тахикардија и ако имаме губиток на свест, тоа значи дека треба да се направи веќа аблација. Тоа значи горење, да се изгорат патиштата кои што доведуваат до суправентрикуларна тахикардија. Доколку имаме вентрикуларна тахикардија, исто така може да се направи мапинг, може да се направи аблација на вентрикуларната тахикардија и да се стави кардиовертер дефибрилатор. Тоа е полесно. Тоа е во Македонија прво се става и секаде во свет. Прво е кардиовертер дефибрилаторот и доколку со него не се успе, тогаш као последно решение се оди аблација на вентрикуларната тахикардија. Ретко се случува да тие се многу малигни и да перзистираат. И суправентрикуларната тахикардија и вентрикуларната им се даваат лекови. Со различни лекови, меѓутоа се даваат во групата на суправентрикуларните се даваат најчесто лекови од групата на бета-блокатори или евентуално калциум блокатори, например верапамилон. Меѓутоа почесто се овие бета-блокаторите, а за вентрикуларната тахикардија, тоа е веќе сериозна работа, се дава амиодарон, односно посериозни антиаритмични лекови. Двајца гледачи чекаат да се вклучат во денешната емисија, овој пат се надевам успешно. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во програма сте и веднаш да ве замолам да го намалите тонот на вашиот телевизор.
за да можеме флуентно да разговараме и да го поставите прашањето, секако да добиете Добро. одговор на него. Повелете. Дали се слушаме? Добар ден. По програма сте, повелете, господине. Добар ден. Добар ден. Доколку не го исклучите тонот на телевизорот, нема да можете да комуницирате со нас и нема да можете да го поставите прашањето. Повелете. Добар ден. Добар ден. Можеме да преминеме на следниот гледач, а на овој кој што во моментов е на линија, да му објасните во речи на каков начин успешно да се вклучи во програма, бидејќи еве не успеавме да се вклучиме. Вториот гледач се исклучил добро. Одиме, докторке, понатаму. Дали кардиолошките проблеми често се поврзани и со невролошките? Постои ли некаква поврзаност, све доколку не стига доволно крв во мозокот преку овие крвни садови што се на вратот, ќе дојде ли до некое нарушување во мозокот кое што пак ќе предизвика синкопи? Да, значи срцето и мозокот се многу поврзани, затоа што основата на најчестите срцеви заболувања е всушност атеросклерозата. Атеросклерозата е генерализиран процес кој ги зафаќа артериите во срцето, артериите на вратот, мозокот. Тоа доведува до оштета на, значи прво имаме оштета на ѕидот на артеријата, доаѓа до таложење на масти. На тие масти имаме задебелување на самиот ѕид и при руптура на ѕидот од било која причина, дали ќе биде тоа цигари, висок притисок, масноти или диабет, доаѓа до насобирање на тромби. Кога ќе дојде до веќе тромбоза на атеросклеротскиот плак, имаме појава на инфаркт. И тој инфаркт може да биде како во мозокот, да имаме церебрална хипоперфузија или инфаркт на срцето. И едното и другото може да доведат до губиток на свеста. И инфарктот на срцето може да се манифестира со губиток на свеста. И каротидите исто така може да доведат до мозочен удар и до губиток на свеста. Некогаш имаме 99% стеноза на каротидните артерии со појава на некои транзиторни, краткотрајни губитоци на свест и тоа ги носи пациентите и уствари сваќаме дека се работи за некоја предфаза на мозочен удар. Ќе го вклучиме следниот гледач. Ја навистина се надевам дека успешно ќе биде ова вклучување, да слушнеме прашање од гледач. Добар ден за него. Ало, Во ало, програма сте, повелете, ве слушаме одлично. ало, Добар ден. ало. Ве слушаме, повелете, значи ние одлично ве слушаме. Кажете го вашето прашање и ќе добиете одговор. Вас треба да ви го кажам прашањето, не на докторката. Секако докторката е до мене во студиото, ве следи и ве слуша. Повелете. Видете, имам тотална вртоглавица ме фаќа. Тотална вртоглавица. Прво губам свест, после тотална вртоглавица добивам. Аха. Значи најнапред губите свест, па потоа вртоглавица. Некој подпрашање, докторке, дали имате? Колку минути ви трае тој губиток на свеста? Колку минути трае губитокот на свеста? Видете, повеќе пати ме мафатено и не можам да тоталната вртоглавица неколку сати како ме качува во небо, ме влегва во земја, сликите ги гледам исечени на телевизору, не можам уопште да гледам и повраќам жолтила, зеленила. А кога ќе изгубите свест, тоа е долготрајно или пак краткотрајно? Кога губите свест? Па, не е многу долго. Не е толку долго. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, професорке. Океј, овдека имаме повеќе работи кои што ќе треба да се разјаснат. Прво, може да биде од кардијална причина. Треба да видиме кој е. Второ, треба да се видат нели каротидите. Треба да се исклучи исто така субклавиестил синдром, вртоглавици, губиток на свест. Вратна кичма исто ќе треба, ребетот треба да се провери.
Ние прашавме гледачката дали има висок притисок, да не се работи и за хипотензија. Понекогаш лековите за притисок може да доведат до вазодилатација и хипотензија, особено ако прима диуретици. Мислам, ова е широка тема на која што можеме многу долго да разговараме. Дека многу комплексно диагностицирањето. Диагностицирањето е многу комплексно и некогаш не може ни да се најде причината. Меѓутоа, јас би почнала со еден компјутер на глава и врат, значи на артерии на глава, врат и мозок. Потоа, ако треба и магнетна резонанција на мозок и се разбира во меѓувреме и эхо на срце, да видиме да не е случајно и кардиолошка причина. Аритмија исто така, меѓутоа ако има аритмија, ќе има малку други симптоми. Повеќе ми личи дека е нешто пак невролошко, значи каротиди, мозок, вратна кичма, така тој дел. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Добар ден, поздрав до емисијата. Благодарам. Сакам едно прашање да поставам. Така. Последно време, во последниве месеци, имам едно лупање на срцето, возбуда, немир, тресење. Мада имам јас и проблем со тироидната жлеза и други имам проблеми. Ама тоа ме цел ден после сум нерасположена, не можам да го смирам срцето. Тоа и од сабајле ми е кога се пробудам, почнува да ми лупа срцето или пулсот, мерам забрзан. Да, забрзан. И сега ми стара голем немир, не знам што е. Така. И сакаме една консултација, мислење од професорката Клинчева. Дали имате направено ЕКГ или ЕКГ холтер? Направена ми сега скоро правев ЕКГ и во ред беше ЕКГ-то. Повторно сега сакам да удам. А холтер имате направено холтер? Немам. Холтер не. Добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Да, ова е одлично прашање, значи треба се направи тука апсолутно 24 часовен ЕКГ холтер и да во моментот кога ги чувствува господјата симптомите да ги нотира во дневникот, за да можеме да ги споредиме симптомите со реалното ЕКГ. Понекогаш се случува да луѓето чувствуваат големи тахикардии, палпитации, значи срцебиења, вознемиреност, немир на срцето, а при тоа да нема ништо. Затоа е потребно во тој момент да се направи ЕКГ и да се види дали имаме навистина некаква аритмија, да се направи ЕКГ холтер, ехо на срце, доколку има аритмија да видиме која е причината за тоа. Некогаш има луѓе кои што имаат вентрикуларни тахикардии, а немаат никакви симптоми. Значи имаат тахикардија, но не ја забележуваат, да, не ја забележуваат. И тоа се животозагрузувачка тахикардија не ја забележуваат. Тоа е се индивидуално. Господјата спомна дека има проблем со штитната жлезда, колку што свати. Тироидната жлезда иде со брадикардија и тахикардија, значи со атриална фибрилација. Да, штитната жлезда многу влијае на работата на срцето. И можно е и таа да биде причина. Некогаш терапијата, преголема доза, помала доза, исто така може да доведе до појава на ритмичка некаква нестабилност. Апсолутно ЕКГ холтер и во овој случај проверка на хормоните на штитната жлезда, да видиме тие дали се променети и врз основа на тоа да се даде соодветна терапија. Терапии има, значи можност имаме да успешно ги третираме било кој тип на аритмии. Да ги слушнеме прашањата од следните гледачи. Добар ден. Добар ден, почитувана водителке. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до докторката. Сакам едно прашање. Значи, во живото никогаш цигара не сум запалила, ни алкохол сум се напијала. Бев со низок притисок, а сега притисокот на 3 пати во брза помош ми е 150/100. Направив крвна слика, се ми е во ред, на ехо срцето ми е видено и со ЕХГ. Сакам лекарката да ја прашам, пијам за високиот притисок скоприл
од 5 милиграма ми дадоја и ми рече интернистот да го запишувам притисок утро вечер да го мерам, да видела како дали е вариречки, али ќе види постоечки. Прибедејќи ми рекоа во брза помош дека е поради атмосферскиве промени. Па сакам лекаркава да ја прашам, од време на време чувствувам точно вртоглавица, ама во многу краток временски период, например вагани кои ќе мијем или така од топло да сум негдека излезена. Дали се базира тоа на високиот притисок или па нешто што треба доследни испитувања дополнително да да испитате. Добро, ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Повелете, професорке. Да, ова е одлично исто така прашање. Вака сега, како со возраста и луѓето кои што имаат нормален или низок притисок, почнува притисокот да се качува. Во 90% од случаите притисокот е од некоја идиопатска, така наречена причина. Тоа значи непозната. Меѓутоа, во таа група на непозната причина спаѓаат возраст, спаѓа генетика, значи некој во фамилија кој прво колено, кој што има висок крвен притисок, потоа дебелина, солена храна, психички стресови, физичка неактивност. Значи тоа се најчестите идиопатски причини за зголемување крвниот притисок. Се разбира и времето влијае, турбуленциите, топло-ладно, сега овој период го имаме, притисок, така. И тоа може да влијае. Во 10% од причините се секундарна причина, тоа значи проблеми со бубрези и проблеми со надбубрежна жлезда и некои други поретки, аденомна хипофиза и така да не навлегуваме во детали. Меѓутоа, тука бидејќи господјата рече дека има и вртоглавици, сега треба да видиме која е причината. Јас би препорачала да убаво е да се мери и да се запишува крвниот притисок, но во овој случај бидејќи имаме варијации во крвниот притисок, имаме вртоглавица, јас би сакала 24 часовен холтер за притисок за да видам дали во моментот на вртоглавицата имаме низок или висок крвен притисок. Скоприлот 5 мг во ред, тоа е веќе проценка нели на докторот кој што ја прегледува пациентката, лекот е сосем окей, погоден е како прв лек за притисок. Јас се согласувам со тоа, меѓутоа пак ја би рекла 24 часовен холтер за притисок. Вртоглавица, претпоставувам дека ова беше млада жена, барем според гласот, вртоглавица може да се јави од низок крвен притисок, може и од висок крвен притисок, меѓутоа тоа што имаме тилна главоболка, ќе имаме и некои други симптоми и многу често е проблеми со вратен рбет. Некаква спондилоза, сколиоза, нешто, проблеми со рбетот секогаш може да дадат вртоглавица. Така да и иако е тоа некоја банална да кажам работа, меѓутоа многу знае да смета. И при промена на време, на положба на тело, тоа значи од лежење, пристанување, може да се јави. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Ало, ме слушате? Да, одлично ве слушаме. Кој е вашето прашање? Јас сум 78 години, имам прединфарктен удар и сега осеќам при работењето на срцето некои пречини на горнио, систолнио и диастолнио имам. И горе и долу. Меѓутоа, употребувам аминокордин по шема, меѓутоа не многу често, а имам и од време на време вртоглавица, а употребувам цинедил. Притисокот некојаш ми иди до 160 горниот, а се намалува целокупниот притисок негде 110 па до 50. А употребувам Конкорд, ЕНАП и за циркулација. Така, да Зошто е проблемот, не знам. Добро, докторката да прашам да нема некој подпрашање или тоа е се? Добро, мислам дека Тоа е се, во ред, ви благодарам за вклучувањето, повелете. Вака сега овдека имаме класичен случај.
се работи за возрастен господин кој што најверојатно имал инфаркт. Прединфарктно стање, тоа е малку избришана диагноза. Значи, најверојатно се работел за инфаркт и се работи за аритмија, односно атријална фибрилација, предпоставувам дека е тоа, бидејќи му е даден амиокордин. Амиокординот е лек кој што треба да се прима одредено време, бидејќи понатаму, доколку се пие долго време, може да направи несакани ефекти на штитна жлезда, на бели дробови на очи. Тука ќе треба, пациентот ја би му препорачала да дојде на преглед, да направиме еден потемелен, посериозен преглед и да ја дотераме убаво терапијата, затоа што 160 притисок не би требало да има. Со оглед на возраста би требало да биде околу 130 и инфарктот што го имал, би требало да има притисок 130-140. Меѓутоа, 160 е веќе многу. Вртоглавици треба да видиме од што е. Сега јас, веројатно тој кога мери притисок, го гледа систолниот, диастолниот крвен притисок и веројатно му покажува апаратчето после тоа пауза. Најверојатно е од атријална фибрилација, нели тоа е неправилен ритам на срцето и прави паузи, веројатно тој ги чувствува. Доколку тие паузи се долги, тогаш може да има вртоглавица. Цинедилот е добар лек, да речеме, меѓутоа така, за ублажување на симптомите. Доколку симптомот е од срцето, од аритмијата, тогаш треба да решаваме аритмијата, да ги дотераме лековите да бидат така за да има што помалку паузи. Пулсот да биде под 100, меѓутоа да нема многу паузи. Јас би го поканила гледачот да дојде на преглед за да се прегледаме, да му објасниме во која е неговата реална состојба и да му дадеме соодветна терапија. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Поздрав до докторката и до вас. Благодарам. Вака, сакам да прашам за пациентка се работи, 36 годишна, млада женска особа. Пред 2 месеци почна да добива екстрасистоли. Беше на преглед и регистрирани се екстрасистолите на ЕКГ. Препорачано е да се проверат тироидната жлезда, анемија, хеликобактер, малце да одмори од спортување, спортуваше како некои кардиовежби кои почувствува дека како да и прават проблеми. Еден период малце се подсмири, меѓутоа сега повторно се јавуваат тие екстрасистоли, меѓутоа проблемот е во тоа што таа сега кога ги добива, вели ми се зема здивот, не можам да земам воздух и мислам ќе се онесвестам, така се чувствувам многу слабо. Инаку е хипотоничар, не пуши, не пие ни кафе, ако е хипотоничар, пошто и смета кафето, што понатаму што би препорачале и како би се движело ова. Така, ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија, професор ке поведете. Да, и ова е убаво прашање. Денеска имавме убави прашања. Вака сега, многу е важно кој тип на екстрасистоли станува збор, дали се суправентрикуларни или вентрикуларни. Треба да видиме колку ги има процентуално во текот на денот. Тоа значи треба да се направи 24 часовен ЕКГ холтер и да видиме дали се под над 5%. И врз основа на холтерот, врз основа на симптомите да процениме за која терапија би требало да се даде и што понатаму. Бидејќи се работи за спортска особа која што спортува, нема пороци, тука јас би одела малку потемелно, тоа значи дека тоа е особа која што внимава на своето здравје. Има некоја работа која што не можеме да ја спречиме, а тоа е миокардитот, значи воспаление на срцевиот мускул. Са вирусите, најчесто вирусите го напаѓаат срцевиот мускул и тоа понатаму предизвикува вентрикуларни или суправентрикуларни екстрасистоли. Во овој случај, покрај сите ти убаво, кој што кажа господјата, се е тоа во ред да се испита и тироидни хормони и хеликобактер, и се е тоа во ред. Меѓутоа, доколку е се во ред, повторно ги има овие симптоми, покрај терапијата треба да се направи магнетна резонанца на срце, за да го видиме ткивото, односно мускулното ткиво. Доколку имаме воспаление, доколку има траги на миокардит на воспаление, тогаш тоа ќе значи барем 6 месеци не сме да спортува
ќе треба да прима соодветна терапија и повремени кардиолошки контроли. Професорке, моето последно прашање за денеска би било што доколку почувствуваме дека ќе загубиме свест? Што да направиме за да не паднеме и да не се повредиме меѓу другото? Да, Можеме ли да ја спречиме синкопата, губењето на свест? Па, доколку не е прв пат и доколку такво нешто сме искусиле и претходно, треба самото искуство да не наведе што треба да правиме. Доколку после долго стоење, седење треба да се легне. Првото и основно е да се зголеми притисокот, крвниот притисок во мозокот. Тоа е основното. Сега, дали тоа ќе биде со легнување? Тоа е едната работа. Второ, доколку е причина аритмијата, доколку сетиме дека ни доаѓа аритмија, можеби сме договорени со кардиологот да земеме некаков лек за да ја спречиме аритмијата. Доколку биле некакви паузи, тоа не треба да се чека, тоа треба веднаш да се побара медицинска помош. Доколку е дехидратација, значи течности, при спортување, особено сега, доаѓа лето, топло е времето, дневно треба да конзумираме по 2-3 литра течности. Се разбира, станува збор за здрава личност, доколку се пациенти со срцева слабост, ке нив е литро и пол избегнување на топло време. Од 10 до 18 часот треба да се биде под сенка или во домашни услови. Така да се зависи од причината што доведува. Причината која што довела до синкопата. Доколку знаеме дека се плашиме од убоди, тогаш ќе треба пред зимање на крв да си кажеме на сестрата, на лаборантот дека ние се плашиме и тогаш веќе треба во легната позиција да се боцка. Доколку треба да стоиме подолго време, потребно е да се седне, да знаеме дека не можеме да толерираме. Па да се било каде да се седне или да се наслони, малку да се подобри враќањето на крвта. Значи, што е основата? Враќањето на крвта од нозете да се зголеми во главата. Кога ќе седнеме да ги притиснеме нозете вака да, една има преку и некој, друга. Ако не може да се легне, тогаш може да се наведне главата и да се стави помеѓу нозете. Помеѓу нозете. И тоа е една од можностите да се врати крвта во мозокот. Професорке, многу ви благодарам за вашето денешно гостување, што одговоривте голем дел од предвидените прашања во денешната Телма амбуланта, но ставивме простор на гледачите. Благодарност и за консултациите кои што им ги дадовте. Ви благодарам и вам за поканата, благодарам на гледачите, имавме навистина убави, корисни, интересни прашања. Се надевам дека им помогнавме и доколку сакаат, може да повелат на преглед да дојдат, па ќе ги разјасниме работите. Професор доктор Милка Клинчева, кардиолог во Клиничката болница Жан Митрев, беше нашата денешна гостинка во Телма амбуланта. Ви благодарам многу за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.